Во меѓународната еколошка акција за чистење на езерото, македонските и странските нуркачи се искилавија од вадење на столици, маси, делови од удобни лежалки кои послани на дното на Охридското езеро беа доволни да се направи подводен ресторан. Нуркачите го познаваат Охридско како дланката на својата рака, чистејќи го езерото од цврст отпад кој нашите несовесни сограѓани го фрлаат, од вода извадија и делови од покукнина, апарати за домаќинство, се што е потребно за опремување на простори за дневен престор или бања. Се извадија 3 потонати кајчиња, велосипед и гуми, а го собраа и инвентарот кој од кафетериите вдолж мрежето завршил во вода. Vrlo je velika šteta što se dešavaju takve stvari, u suštini treba probuditi. Голема штета е што се случуваат вакви работи. Во суштина треба да се пробуди свеста кај луѓето да го чуваат тоа што го имаат, затоа што е драгоцено. Најмногу и очигледно и логично е таму каде што гравитираат најголем број на туристи. Се знае дека најмногу загадено е градското пристаниште. Во овие 2 децении нуркачите не можат да исчистат колку што охријани можат да фрлат отпад во езерото. Удавено во смет и езерското дно во најубавите крајезерски предели, кај музеот на вода и градиште кои беа опфатени со акцијата за чистење. Недозволиво е кој овој прекрасен езерски басен, за кој научниците тврдат дека е стар околу 3 милиони години и во кој живеат ендемични видови на растителен и животински свет, да се исфрла најразличен отпад. Не се ништо изненаđen, ми имамо Јадранско наше море, наше езера, где домаќе stanovnici. Не ме изненадува ова што се случува тука. Ние го имаме Јадранското море и езерата, каде што населението го фрла крупниот отпад. Бидејќи немаше уредени места каде да се одлагаат, па водата беше еден вид отпад каде што се фрлаше ѓубрето. Природата ни го дала најголемото богатство, езеро со чиста вода, какво што нема никаде во светот, велат нуркачите, кои опатија апел пред се до охријани со своето совесно однесување да ја покажат љубовта и грижата за Охридското езеро.